Здраво на сите. Ова е уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Димитар Георгиевски, актер во театарот Војдан Чернодрински од Прилеп. Димитар, добре дојде. Добре најдов. Здраво. Добре дојде во виртуелниот простор. Ти благодарам што ја прифати поканата и се согласи да бидеш дел од овој серијал разговори, да ги споделиш своите доживувања, размислувања и ставови за театарот во време на пандемија. Супер, да, фала. Сакав да напишам книга околу театарските доживувања, мај сега да почнеме со интервју, па после ако може да транскрибираме се. Так. Првото прашање до тебе е што значи да се биде театарски актер во време на пандемија и како го доживеа затворањето на театрите, прекинот на работа, како ти минаа првите полициски часови? Што значи прво, исто како со вирусот, веројатно сега што ја шири пандемијава, што ја почна пандемијата, тоест, нема доволно емпириски докази за тоа како е да се биде актер веројатно за време на пандемија. Сакам да кажам, експериментираме и сега нешто, пробуваме и така натаму. Мислам имаше неколку успешни и неуспешни обиди околу тоа. Личниот однос кон тоа како е да се биде актер во пандемија не можам да го дефинирам сега во моментот, пошто стварно немаме ни доволно време, ни доволно искуство за да видиме како е. Освен моите обиди да се трудам да се држам во кондиција, така немаме доволно опипливи не само докази, туку и можности да се изразуваме актерски сега период. Така да се што можев јас да направам овој период беше да се одржувам во некаква кондиција, како фудбалерите што прават, така ако нема доволно тренинзи, тогаш мора сам да ја одржи во кондицијата и што претпоставувам ја актерот треба да го прави тоа. Немам доказ и за ова исто така, ама по мое убедување некако мислам дека треба да ја држиме дикцијата, дека треба да го држиме телото, мислата, меморијата и така натаму. И сега овој период минатиов, не знам, се трудев да ги правам горе-долу истите работи кои што ги правив претходно, освен физичкиот контакт со колегите и со публиката. Исто, која што инаку се обидувам да исклучам, така да не ни мораше сега да го имам тој контакт. Ама се трудев да си одржувам мислата најмногу. И значи читав многу, да речам, секакви книги, белетристика и така натаму, и сега се обидував да ги рекреирам некои од ситуациите, да ги изговарам на глас репликите кои што ги има во романите, чисто да не ми забега мојата мисла и мојата, да речем, актерска интуиција до некаде да ги изговарам репликите природно, а не да ги рецитирам или така натаму, пошто мислам дека со тек на време се губи тој осет ако не го тренира човек и ако не го држува. Мислам баш тоа интуицијата или осетот, не знам како да кажам. Така да тоа освен што гледав филмови такви работи, ама тоа сите го правиме, нема потреба да бидеш актер за да го правиш тоа. Сега ние ги гледаме можда малку низ поинаков филтер или приспос. Така. Свесни сме дека се затворија сите институции и културни од другите сфери на нашето општество за се со цел да се одржи таа дистанца, да не се случуваат масовни јавни собири. На тој начин на некој начин се затвори и театрите. Како го доживеа тој прекин на работа на театрите? Наспроти тоа, за да се одржи контактот со публиката, театрите почнаа да ги отвораат своите архиви, да прикажуваат онлайн представи. Како публика, а истовремено како театарски уметник ги доживуваш тоа онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо? Некој претпоставувам дека и ти си играл. Како се следи театар од удобноста на својот кауч дома? Да, не знам, во однос на второто прашање посебно имам некој шизофреничен одговор да речам, пошто и го сакам тоа и не го сакам некако, посебно па кога се гледам сам во представи, избегавам тоа да го правам, ама еве се случува, така пуштаме дома, ајде. Дошла тетка ми на гости, па пушти ми ја представа. Не знам, значи од друга страна можда беше тоа единствен начин сега да се одржи некој контакт со реален со публиката или да се одржи навиката на публиката да гледа представи, така сега не е исто нормално физичкиот контакт што го има мирисот на театар, го немаме на компјутера, колку и да звучи ова како клише, како на штиците што живот значат или сакам да кажам мирисот на театар фали. Така ни фали за време на проби, ни фали тоа муглото што имаме ние во нашиот театар исто и така натаму, и ни фали мирисот и на публиката нас. Значи не знам како да кажам,
од ова прикажување онлайн представи, уствари фидбек има само публиката сега во моментот, до некаде, да речеме до 30% да си одржува навиката за гледање представи. Ние немаме како актери никаков фидбек, освен тоа его триповите да не заборават или не знам како. Така да не знам, од една страна се губи квалитетот на тоа што го гледа публиката, сигурно, никогаш снименото не е исто. Има и добро снимени представи со крупен кадар и така натаму, ама глумата наша, да речем, во тие представи не била подесена за да биде во крупен кадар. И некогаш тоа може да биде многу фейк, многу лошо, така пренагласено и така натаму, така да нешто се губи, нешто се добива. Сега од друга страна се одржа некој каков таков континуитет во новата нормалност, да речем. Заборев, што беше првиот дел од прашањето? Како го доживеа, тој прекина работа, но ти впрочем ми го одговори на тоа прашање. Го доживеав тешко, да речем. Мислам стварно, првата недела ми беше убаво, пошто имав претходно период кај што многу работев. Јас лично зборувам сега за мене. Значи, што снимања, што представи, што филмови, што реклами, не знам така натаму, бев многу изморен. И ми дојде добро првата недела одмор, да речем, ама после тоа почна да си работи тоа внатре да ме тера нешто да правам, да се изразувам, да не станам алкохоличар. И сакам да кажам, ми беше лесно првата недела, освен тие паниките сите медиумски што се крена, ама после почна да ми фали барем секојдневната обврска на одење во театар. И сега јас лично се обидов да си некаде може да и прочитав статија, ама не знам дали пред тоа си ја направив рутината или не, дека убаво е човек во вакви времиња да си направи некаква рутина. Да ја следи секој ден, макар и ситни работи, од типот на во 10 пијам кафе, после кафето правам 10 склека, па после тоа читам малку книга, па гледам телевизија и така натаму, за да не се избуделиш дома 72 сати кога се затвора. И јас, усвари веројатно пред тоа си направив една рутина, ама гледав рутината да е што и да правам да е во насока на тоа да тренирам актерство, ако има таков збор или такво нешто сам. Значи да си играм со моите деца, имам 2 дечиња, значи да си играм со нив и да им раскажувам приказни, некако гледав сето тоа да го направам со мисла. Уствари, ќе се прекинам, сега цело време се прекинувам сам. Професорот наш Владо Светановски викаше не мора вие цело време да работите на улогата или на актерството или не знам што. Значи поштарот тебе ти носи писмо. Ти треба да си дома да го примиш писмото. Значи што и да правиш, и во кладилница да си да играш спортска и фудбал да гледаш и со деца да си играш, ти мисли на малку барем на улогата или на тоа дека си актер или тоа дека треба во представата. И стави се во таква ситуација. Кога ќе дојде поштарот, инспирацијата, така да можеш да го примиш писмото. И сега тоа се обидував да го правам овој период. Не знам што и да правам, некако да гледам да се одржувам барем колку што може. Сега ќе видиме после кога ќе се рестартираме колку сум се одржал тоа. Господ знае. Наспроти ова онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо, сведоци сме на проекти кои што се создадоа за време на овој период и кои што авторите ги нарекуваат виртуелна представа, како што е Илузии на режисерката Нела Витошевиќ, или интернет перформанс, како што е она што го подготвија ансамблот на Велишкиот театар во режија на Дејан Дамјановски, како и многу други представи во надвор од нашата земја, во светот, кои што се создадоа во овие услови на полициски час, на актерите затворени дома, режисерот режира преку Zoom или преку други платформи. Како ги доживуваш овие проекти? Тие ги нарекуваат онлайн театар или виртуелни представи. Да. Супер е, мислам секој нов обид да се прави нешто добро и креативно треба да се награди со аплауз или со поддршка, ако ништо друго. Мислам нормално не секој проект излегува добро, истото важи за во театар, во најнормални услови, така. Имам еден колега актер тука од Прилеп Бандерски, многу убава мисла имаш кажам, марчав за некоја представа, не знам, беше лоша и глупости се правеле, се мачеле, не знам. И викава дете да ти кажам, значи никој не цапнува на сцена за да направи лоша представа. Значи немој, барем трудот награди го на луѓето. И пеки, значи и во овој случај сакам да кажам дали испаднала добра представата или не, трудот да се направи нешто ново или нешто добро е за пофалба. А во случајов излегува, гледав неколку странски и една наша многу добра македонска Нела Витошевиќ од Вондерленд театар, што беше многу добра, значи не беше само обид за виртуелна представа, туку беше баш виртуелна представа. Дури и имаше некои работи во самата представа кои што во театарски услови не можеш да ги добиеш, така крупен кадар и така натаму, а не е филм од друга страна. Мислам се гледа дека пристапот
на работа бил тотално театарски. И што се изненадив многу од мои колеги актери кои што стварно најискрено го кажувам, ова не дека претходно биле лоши, ама во вакво светло ги немам видено како таа представа. Беше фасцинантно, јас плачев на представата, ја гледав на работена на Zoom, така да гледаш емоцијата може да префрли, значи преку секаков медиум. И уствари јас сум од тие актери што одстално веруваат дека стварно не е битен медиумот. Медиумот некогаш ни менува нас на актерите, а до публиката како ќе стигне, битна е сработеноста на нештото што го работиме и искреноста, да речем. Тоа, емоцијата да се пренесе вистински. Значи јас ако чувствувам сега ова школски работи, ама ако плачам, треба да плачам, а не да глумам дека плачам. Тоа се едно дали те гледа некој 20 ред, дали те гледа некој во крупен кадар, дали те гледа во живо тука на мала сцена или вака е сега по Zoom. Ама сакам да кажам, реалноста на емоцијата треба да има, смеењето треба да е смеење, плачењето е плачење. И по срцата на самиот збор, нели, to act е да се действува, не да се глуми. Не знам што. Така да нема разлика мислам медиумот прави разлика од типот на технички работи. Ама тоа нека се мачат тие што работат техника околу нас, нека местат светло. А нашето да си го направиме тоа, дали си на филм, дали си во театар, дали му глумиш на некој за да ти ја даде колата поевтино или не знам што, треба да бидеш реален, така. Како го замислуваш својот иден развој како актер, доколку сите овие услови за творење продолжат во оваа насока, доколку пандемијата наметнува повторно во недогледен период вакви услови за создавање на театар? Така, ево е тешко прашање, не знам, стварно. Мислам, појмарам, што да речем, оптимист сум секогаш, се надевам дека нема ова да трае долго, ама ако влеземе во некоја не е веќе ни паралелна реалност, не знам, луда реалност на ново време, на нови светови, тогаш викаат во природата дека не е најсилен најмускулестиот или со најоштри заби, тој што најлесно се адаптира. Тоа е најсилен. Така да се надевам дека ќе се адаптираме, ќе почнеме да еве јас сега прв пат инсталирав Zoom, така научив. Така да наредна фаза може ќе одиграм нешто на Zoom. Веќе имам некакво искуство со онлайн аудиции, така да да кажам се прави се, не знам, ќе се адаптираме, ќе се навикнеме, а нема да трае ова толку долго, верувајте. Мислам, се поминало па и ова ќе помине. Само да се одржуваме во ова време и да извлечеме нешто позитивно, мислам колку и да сме депресивни, да стануваме алкохоличари по дома, да се разведуваме, не знам, да извлечеме нешто позитивно и да го спакуваме во тој актерскиот или уметничкиот багаж, не е само за актер. Да го спакуваме некаде и утре заутре да го искористиме во наша полза, знаеш. Што викаше имаше Лоренц Оливие нешто крив нос имал или не знам како и цело време се жалел, не можел напред да тргне во кариерата, дека имал крив нос и голем. Не знам, така нешто беше приказано. И друг негов колега му вика, добро, навикни се на твојот нос и почни да го користиш во твоја полза. И од тогаш вика сето ми тргна кариерата, да речем. Епа истото и сега, овие работи што ни се случуваат треба да почнеме да ги користиме во наша полза некако. Да шибаме напред тоа, нема назад. Кое е значењето, функцијата и улогата на театарот во нашето општество денес во овие услови? Нека не ми се налутат исклучоците што не ги знам, некои ги има што ги знам, ама театарот во овие услови е во Македонија на дното тотално, мислам. Веројатно, пак Владо ќе го спомнем, Бог да прости, он викаше дека тоа е финтата со театарот, секогаш треба да е во криза и на дното за да се прават добри работи и така излегува некогаш по нешто, ама сега некако барем кај нас ми се чини во Македонија, ако беше прашањето за Македонија. Да, во нашето општество така. Да, ептене полтронски театар останат. Мислам сите сме на цицка на државата, земаме пари и ние страв да критикуваме малку и да смеам цицка да речам тука, извини. Слободно на интернет просторот се е дозволено. Да, цицки. Не, сакам да кажам стварно, цицаме пари од државата и не критикуваме ништо. Многу се слаби обидите да го правиме тоа, многу се, не знам, страшно е. Буквално страшно е. Ги следаме скоро сите представи. Сега не одам по градови, ме доаѓаат сите и во Прилеп да ги гледам, а и одам по други градови. Многу ретко се случува нешто да ме не мора естетски да ме задоволува толку колку што некогаш сакаш да видиш мисла од некој дека сака да смени нешто. Сега ние имаме таа можност, да речем, така не сме медиумски многу силни, ама имаме можност да комуницираме со публики, да пренесуваме пораки. Сега ние ако пренесуваме млитави пораки, тоа зашто сме, така? Не мораш, како да ти кажам, оди занимавај се со турбо фолк или со нешто песни, барем пари ќе имаш.
Сега во случајов ние имаме мојката да сменуваме нешто, барем кај еден човек, кај една индивидуа во представа да смениме мисла, така да му кажеме дека треба да ја фрли таа партиската книшка што ја има и да го живее животот на 22 години. Ние тоа не го правиме преку представите, тоа страшно ме нервира некогаш. Се обидувам јас, некогаш се обидува некој друг, се обидува некој трет, нормално има режисери фантастични, мислам сега да не ги набројувам пошто ќе се налути некој, има обиди, не викам не, ама генералната слика е дека сме зачаурени, дека сме прости станати, дека општеството не усисува кон него, наместо ние да му дуваме во лице на општеството. И да му кажеме дека чекај малку, не одива вака. Значи има луѓе што даваат отпор. Ние актерите сега во моментов, за жал, сме луѓе кои што не даваат отпор. Уметниците општо. Сме негали со Јорганче не има покриено ова цела политичка апатија, со Јорганче не има покриено, негали, не успива ни дава малку хероинче, за да си бидеме така свиткани, стотулени и да викаме амин на сте и тоа е тоа. За жал. Јебига, тоа е веројатно тоа е така дека земаме плата од државата, не знам. Појма како да речем. Мислам јас се чувствувам како сите сме курви во случајот, разбираш, некако јас се чувствувам како курвиче од време на време поради тоа, ама тоа е. Сега да, ама некогаш барем малку отпор да има, барем некој да натераме да мисли, не знам. Колку овие услови ќе допринесат за сето ова да се раздрма, па таа претходна нормалност да се претвори во нешто друго. Колку овие услови на пандемија може да го размрдаат театарот, да му дадат ново значење, нова вредност за кој што ти велиш дека одамна не постои и без разлика на овие услови. Абе на прва топка сега ми текнува дека сега во овие услови многу голема шанса може да добијат младите луѓе кои што уште не се влезени во механизмот. Зборувам за најмладата генерација на актери, тие што сакаат да бидат, мислам да се академски да бидат, не да бидат, мислам нема врска академијата до толку, кај нас има, ама не треба да е така. И оние што сега завршиле, што не се уште исповработени по театри и по-пона, значи имаат можност со телефончето да се снимат, така, и да кажат нешто што сакаат да кажат и да го видат вирално луѓе. Не дека инаку немаа можност тоа да го прават, ама сега некако ми се чини дека сите чекаат на компјутер да видат нешто ново. Значи инаку ти си отидеш во театар или на кино или на певаљка и тоа. И мислам дека тие можат да внесат нов ветар. Како и секогаш уствари, секогаш студентите внесувале нов ветар во секој општество, така од револуциите во Франција до нашите последни револуции, сега ако можам така да ги наречам. Така да студентите можат да ни дадат ветар во лежа, па после ние малку подостарени да речам, не дека сме стари, ама ние да ги пратиме во тој стил. Или ние да дадеме пример, па тие да го водат како огром, ама тоа е уствари на прва топка сега што ми текнува дека интернетот тоа може да го направи сега, да им даде шанса на луѓе кои што инаку не добиваат шанса. За жал, во театрите, еве кај нас во нашиот театар во Прилеп има 4 или 5, не знам, луѓе што чекаат вработување, да речем, одредено време. И нема тоа, секој како дојде на власт им бетува, сега ќе биде, после ќе биде, ама не бидува. Уствари, а и годините им поминуваат. И таа револуционерноста полека спласнува, треба да јадеш хлеб, не знам, тоа е брутално звучи, ама треба. И сега таквите луѓе кои што чекале некаде да дојдат да изиграат представа да ги види некој, имаат шанса да играат главни улоги. Значи главни улоги, така, на монитор. И да секаде во джеб го носиш тој со главната улога. Сега тој треба да искористи таа можност да каже нешто паметно, инаку ако се глупира само како да речем, тоа е супер, да. Издувен вентил, ама не е учинковито. Така. Како би действувале големите театарски имиња на кои им се восхитуваш и те инспирирале и те мотивирале во твојот развој како актер? Зборувам за Гротовски, за Мерхој, за Станиславски, за професорот Владо Цветановски. Значи, за сите оние театарски имиња кои што влијаеле во твојот развој, како тие би се однесувале во 21. век со ова пандемија, со овие технички можности, со овие дистракции што ги нуди овој век? Тоа е исто нож со две острици, одговоров на прашање, пошто сега да речеме во времето кога твореле, не знам, Гротовски, Бартон до пред некоја година твореше. Не Бартон, како се ми избега мислата, нема врска. Значи до пред некоја година кога твореле во минатиот век или не знам кога. Значи ги немале овие дистракции од типот на Facebook, Twitter, Messenger, Instagram, не знам кој курграм, сега не ги знам веќе. Сакам да кажам, можно е да не биле толку добри ако отвореле сега.
така, или во вакви услови. Појма немам. Пошто, како да ти кажам, на времето кога работеле, тогаш единствено тоа го имале, да речем. Мислам, тоа го имаш, пасијата, посветеноста, луѓето околу тебе и во комуна и работиш, не знам, Гротовски е таков, Арто и така натаму. Владо беше така, Владо немаше телефон. Мислам, баков смартфон, не знам дали имаш. И во денешно време не знам како би се однесувале, ама има и примери, некој сега брзо читав од Чехов одредено писмо, не знам до кој беше, за време на чума, дали на колера, не знам што се случувало тогаш, не се правам паметен, ама исто му имаа поставено прашање до кај си со уметноста, како оди пишувањето, и вика имам толку пациенти, толку болни околу мене, или доктор бил, што пишувањето го оставам за некои помирни времиња, сега немам душа да пишувам. Така да нема дефинитивен одговор на ова прашање. Некогаш е побитна хуманоста, некогаш е побитна да се спаси хуманоста со уметност. Така, ама дефинитивен одговор нема, ова е секој за себе. Или секој за себе. Така. Ова е на некој начин и последното прашање за овој разговор, но секогаш оставам простор соговорникот да си каже се што смета дека не беше опфатано од моите прашања. Така ти оставам и тебе простор или пак можеби да се испред една порака до постпандемскиот театарски уметник. Во случајот постпандемскиот актер, тоа може да биде име од иднината, а може да бидат и овие генерации актери кои што се на некој начин изминатиот семестар приморани да ја изучуваат театарската уметност преку онлайн настава. Што би им порачал нив или што едноставно сакаш да додадеш како крај за овој разговор? Ништо, во духот на ова прашањето кога се изнервирав за политиките, не знам, сакам да додадам дека не треба да губиме верба никако, независно од условите околу нас, независно од пандемијата, од се, не треба да се губи верба. На крајот на криштата, уметноста, барем за мене, јас како што имам сватено, не знам, ја имам сватено како моја потреба, моје нешто. Значи не го правам ова за да се покажам пред некој друг. Така, и сега ако ја изгубиме вербата во тоа, дека да речеме немам услови да работам, па сега затоа сум лош актер станав. Или немав услови да отпатувам таму, па затоа не педов на аудицијата, па изгубив надеж, па не знам. Значи не треба да се губи верба. Ова што го правиме ради нас. Мислам, моје размислување реков, ама сега ми текна дека и од Шекспир до некаде, што вика Хамлет, затворете ме во орелова лушпа, јас пак ќе бидам господар на светот. Значи уметноста е ради себе, не е ради некој друг. И ако ја изгубиме вербата, тогаш се губиме себе си. Значи тоа треба да се опстои, да се верува, дали е пандемија, дали имаш 60 години си при крај на кариера, дали имаш 19 години, па немаш услови да стапнеш на сцена или пред камера или така натаму, значи вербата не треба да се губи. Дома сам глуми си, оди пред луѓе, пред публика, изразувај се, земи гитара, научи да свириш, научи нов јазик да најдеш. Ама секогаш треба да се надоградуваме и да веруваме. Тоа е најбитно, пошто кога ќе изгубиме вербата, уште еднаш викам, се губиме себе си. Така да се ќе помине. И овие политичари глупи ќе поминат тие од СДС, ВМРО или како и да се викаат, ќе помине и пандемијата, ќе поминат и директорите на театрите и се. Ние ќе останеме. Сега ние да се држиме еден со друг и сами себе си. Тоа е најбитно. Така да си веруваме, еве јас си праќам порака сами од себе, некогаш ако изгубам вербата да го видам интервјуто и да ми текне верувај бе глупеден. Ќе биде се. Ти благодарам многу, Диме, за искрените одговори, без влакна на јазик и за тоа исцрпно споделување на своите доживувања и размисли за театарот во време на пандемија. И се надевам дека ќе му се навратиме на ова и дека ќе не потсетува одново и одново, како што рече, да не ја губиме вербата. Ние уметници. Никако. Супер, фала и тебе, Ептен уживав во интервјуто. Извинете ако бев прегласен, пребрзо зборувам, некогаш така натаму. Се возбудив. Прво интервју ми е на Zoom. Фала за можноста да се изразиме. Супер ова што го правиш, прави го и понатаму и така да бидеш насмејана стално кога што те гледам сега. Благодарам многу. Ти посакувам убав ден. Фала, исто, чао.